Книга на пророк Софонија, глава 1. Господово слово упатено до Софонија, син од Хусиев, син на Годоли, син на Амари, син Езекиин, во деновите на Јоси, син од Амонов, јудејски цар. Да, се ке избришам од лицето на земјата, говори Господ. Ке ги уништам луѓето и ѕверовите, небесните птици и морските риби, соблазните идоли со безбожниците. Ке ги истребам луѓето од лицето на земјата, говори Господ. Ке подигнам рака на Јуда и на сите жители на Ерусалим, и ќе го истребам од ова место Вааловиот остаток, и името на паганските свештеници заедно со израелевите свештеници, оние кои се клањаат по покривите на небесната војска, оние кои се клањаат и заколнуваат пред Господа, а се заколнуваат и во Мелхом, оние кои одстапија од Господа, кои не го бараат Господа и не прашуваат за Него. Молкни пред Господа Бога, зошто е близу Господовиот ден. Да, Господ ја подготви жртвата, ги освети своите повиканици. Во денот на Господовата жртва ќе ги казнам кнезовите, царските синови и сите кои се облекуваат со тугинска облека. Ќе ги казнам во тој ден сите кои прескокнуваат преку прагот, кои домовите на своите господари ги полнат со насилство и измама. Во оној ден, говори Господ, ќе се дигне викотница од рибната врата, плач од новиот дел на градот, големо разурнување на ридови. Ридајте, жители на Мактес, зошто е сотрен сиот трговски народ, истребени се сите мерачи на среброто. Во тоа време ќе го пребарам Ерусалим со светилници и ќе ги посетам со казна луѓето кои се одмараат на својот вински талог и зборуваат во своето срце: Господ не може да направи ни добро, ни зло. Нивното богатство ќе биде оставено на грабеж, нивните куќи на запустување. Тие градеа куќи, не ке живеат во нив, садеа лозја, не ке пијат вино од нив. Близу е Господовиот ден, голем, близу е и доаѓа брзо. Горчлив е гласот на Господовиот ден, тогаш и јунакот ќе заплаче. Тој ден е ден на гнев, ден на тешкоти и неволи, ден на ужас и запустување, ден на мрак и на облаченост, ден на темнина и маглишта, ден на трубење и на бојна викотница против утврдените градови и против високите стражарници. Ке им ги препуштам луѓето на неволите и ќе одат како слепци зошто сгрешија против Господа. Нивната крв ќе се разлее како прав, нивните трупови ќе бидат фрлени како смет. Ни нивното сребро, ни нивното злато не ќе ги спаси. Во денот на Господовиот гнев, огнот на неговата ревност ќе ја изгори сета земја, зашто тој ќе ги уништи, и тоа наскоро, сите жители на земјата. Глава 2. Соберете се, народе бесрамен, пред да бидете протерани како плева, што се распрснува во ден, пред да стигнат на вас Господовиот пламен и гнев, пред да стигне на вас денот на Господовиот гнев. Барајте го Господа, сите скромни на земјата, сите кои ги извршувате неговите закони. Барајте ја правдата, барајте ја смиреноста, може би вие ќе бидете заштитени во денот на Господовиот гнев. Да, Газа ќе стане пустина, Аскалон запустување, Азот ќе биде протеран напладне, Акарон откорнат од основи. Тешко им на жителите на морскиот брег, на критскиот народ. Еве го Господовото слово против вас, ханаанците, земјо на филистејците. Ке те уништам, ке ги истребам сите твои жители и ке станеш за пасење пастирско пасиште и ограда за стадо. И тој крај ќе му припадне на остатокот на јудиниот дом.
Таму тие ќе го водат добитокот на пасење. Навечер ќе се одморуваат во аскалонските куќи, зошто ќе ги посети Господ, нивниот Бог, и тој ќе ги врати од робство. Ја чув Моавовата навреда и подсмевнувањето на Амоновите синови, кога го навредуваа мојот народ и се гордеја против нивните предели. Затоа жив сум јас, говори Господ над војските, Израелевиот Бог. Моав ќе стане како Содом и Амоновите синови како Гомор. Поле обрастено со коприва, куп сол, вечна пустина. Остатокот на мојот народ ќе ги ограби. Најостатокот од мојот народ ќе ги завладее. Тоа ќе биде цената за нивната гордост, зашто се воздигаа и му се подсмеваа на народот на Господа над војските. Господ ќе биде страшен за нив, кога ќе ги уништи сите земни богови. Пред него ќе се поклонат, секој во својата земја, сите острови на народите. И вие, етиопци, вие ќе бидете погубени со мојот меч. Потоа ќе ја подигне својата рака против север и ќе ја разруши асирската земја. Од Нинивија ќе направи урнатини, суво место како пустина. Среде неа ќе лежат стадото и секакви зверови на народите. Чапли и ежови ќе почиваат ноќе на главчињата на столбовите. Гласот нивни ќе звечи на прозорците и ќе оголи се што е од кедрова направа. Тоа ли е веселиот град, што живееше во мир, кој зборуваше во своето срце: јас и единствено јас. Гледај, стана урнатина, зверско дувло. Сите кои поминуваат покрај него свират со устата и мафтаат со рацете. Глава 3. Тешко му на непокорниот, на нечистиот град и на насилничкиот град. Тој никогаш не чу повик, никогаш не прифати поправка. Тој никогаш не му се довери на Господа, никогаш не му се приближи на својот Бог. Неговите кнезови се сред него, лавови кои рикаат. Неговите судии се вечерни волци, кои не оставаат ни една коска до утрото. Неговите пророци се лекомислени, вистински лажливци. Неговите свештеници го обесветуваат светилиштето, го кршат законот. Сред него Господ е праведен, тој не прави неправда. Секое утро го изнесува својот суд на виделина, но беззаконикот не познава срам. Ги уништив народите, разурнати им се тврдините, ги запустив нивните улици, нема веќе минувачи. Разурнати се нивните градови, нема луѓе, нема жители. Говорев: бој се само од мене, прими ја поправката и не ќе биде истребено неговото живеалиште, и нема да го најде злото, што јас го подготвив за него. Но тие брзо ги расипаа сите своји дела. Затоа чекајте ме мене, говори Господ, до денот кога ќе станам како обвинител. Зашто јас одредив да се соберат народите, да се зберат царствата, за да го излеам врзнив својот гнев, сета горчина на својата расрденост. Во огнот на мојата ревност ќе биде изгорена сета земја. Ќе им дадам чисти усни на народите, за да можат сите да го повикуваат Господовото име и да му служат еднодушно. Од другиот брег на етиопските реки, моите поклоници расејани ќе ми принесуваат жртвени дарови. Во оној ден не ќе се срамиш од сите своји постапки, со кои грешеше против мене, зашто ќе ги отстранам од сред тебе твоите горди фалбаджии и веќе не ќе се возвишуваш на мојата света гора, зашто ќе оставам во твојата средина скромен и сиромашен народ. И во Господовото име ќе бараш закрила. Остатокот Израелев веќе нема да прави неправда, не ќе зборуваат веќе лаги.
Во нивните усти не ке се најде веќе измамлив јазик, ке можат да пасат и да се одмараат и никој не ке им пречи. Воскликнувај од радост, Сионска керко, викај од веселба, Израеле, весели се и радувај се од се срце, Ерусалимска керко. Господ те ослободи од твојата пресуда, ги отстрани твоите непријатели. Господ, Израелевиот цар, е твојата средина. Не бој се веќе од зло. Во оној ден ке му се рече на Ерусалим: не бој се, Сионе, нека не ти се истоштат рацете. Господ твојот Бог е во твојата средина, силен спасител. Тој ќе ти се радува тебе, полн со веселба. Ќе ти биде милостив во својата љубов, ќе воскликнува радосно над тебе. Ќе ги соберам на патените, заради празниците, за да не носат веќе срам на себе. Еве ги совладувам сите твои угнетувачи. Во она време ќе ги избавам сите хроми, ќе ги соберам расеаните, ќе ги поставам за име и слава во секоја земја на нивниот срам. Во она време јас ке ве доведам, во она време јас ке ве соберам. Тогаш ке ви дадам пофалба и слава меѓу народите на земја, кога ќе ви ги вратам заробениците пред ваши очи, говори Господ.